Во срцето на Балканот се наоѓа земја богата со историја, култура и потенцијал. И днината почнува дома. Представуваме 32 изворени личности, символизирајќи ги 32-те години независност. Визионери, креатори, двигатели на идните промени. Придружетени се додека ги истражуваме нивните успеси, идеи и предизвици, да насликаме слика на нација во подем. Јас сум Дарко Аштовски-Петровски, член на Наточак, активист за урбан транспорт. Тоа што навеќе се гордеам е дека во овие 11 години од кога постои Наточак, успеавме да направиме градовите кои го планираат сообраќајот на прво место да ги ставаат пешаците, велосипедистите, јавниот транспорт, а дури потоа да ги ставаат автомобилите кои повеќе не се главни во сообраќајот. Мојата секојдневна посветеност ќе поттикнува вербата дека ќе дојде подобро утро и дека ние самите ќе работиме да дојде тоа подобро утро. Дека секој ден, малку по малку, паметно, посветено, ќе стигнеме до таа цел и дека ќе видиме резултати бидејќи ние сме работеле да дојде до тоа. Мојата улога како човек кој што влијае на позитивни промени во македонското општество, ја гледам како единка која што верува во себе, верува во тоа што го прави и е пример дека кога упорно се работи на нешто, кога не се откажуваме од своите цели, од своите идеали, еден ден ќе дојде да се види на улица тоа на кое што ние сме работеле. Долго време требаше да се види тоа што го правевме, го работевме во тим, но на крајот на денот имаме шанса да прикажеме дека Скопје има многу повеќе велосипедски патеки денеска него ли било кога во своето минато. Најчестите предизвици кои што лично мене ми пречат во мојата работа, во моето секојдневно функционирање, се повеќе општествени него ли лични. Ми пречи општествената недоверба во процесите кои што долго траат, дека еден ден ќе има резултат. Ми пречи летаргијата на општеството, ми пречи кога луѓето сваќаат дека поразот е крај, а не само една сопка на долгиот пат. Како македонското оро што трае 3 чекори напред, еден назад. Знам дека кога сме посветени на нешто, кога доволно долго работиме на него, целта ќе биде постигната, резултатот ќе биде во нашата полза. Од македонската историја и култура, она што најмногу ме инспирира е нашата издржливост, истрајност, нашата смеодливост. Факт е дека во нашата предолга историја сме имале успеси, сме имале порази, било добро, било лошо. И верувам дека ако се држиме до таа мисла, и ако продолжиме да работиме на тоа, независно што ни се случува, колку да е лошо овој момент, и днината може да биде посветла и повторно да го имаме тоа кое што сме се стремеле да го правиме и кое што сме го имале во минатото. Она што ја прави Македонија уникатна е тоа што ние го имаме сонцето за нашето знаме. Од него сите сме еднакви. Тоа значи секој ден ни дава живот, ни дава начин да живееме, да се разбудиме, да се бориме и на крајот на денот секогаш има нов ден. И после пораз сонцето изгрева, има шанса повторно да се бориме.